Утрински стихови од Библијата. 15 ноември. Тој е наш штит и меч. Блазе ти Израелу, кој народ Господ го заштитува како тебе. Тој е твој штит и твој славодобивачки меч. Второзаконие 33:29. Оној што служи под окрвавеното знаме на Емануел, честопати треба да прави работи што бараат херојски напор и трпелива истрајност. Но војникот на крстот стои непоколебливо во првите борбени редови. Додека непријателот го напаѓа, тој се свртува кон тврдината за помош. И додека му ги представува на Господа ветувањата на Словото, тој се зајакнува за должностите што ги има во тој момент. Тој ја сваќа својата потреба за сила од озгора. Подпирајќи се на таа сила, тој бива оспособен да ја објави пораката на спасението толку силно, што ќе разбуди одглас во умовите на другите. Покрај тоа што Павле поседувал високи интелектуални способности, неговиот живот откривал и сила на една поретка мудрост, која му даваше брзина на проникливост и сочувство на срцето и го доведуваше во близок допир со другите, овозможувајќи му да ја разбуди нивната подобра природа и да ги инспирира да се стремат кон повозвишен живот. Неговото срце било исполнето со искрена љубов кон коринтските верници. Тој знаел дека на секој чекор од христијанскиот пат тие ќе наидуваат на противења од сатанската синагога и дека ќе мора да влегуваат во борба секојдневно. Но тој исто така знаел дека во Христос распнатиот ним им е понудена сила, доволна за да ја преобрати душата и божествено прилагодена за да ги оспособи да му се спротистават на секое искушение кон зло. Со верата во Бога како нивни оклоп и со неговата реч како нивно оружје за војување, тие ќе бидат снабдени со внатрешна сила, што ќе ги оспособи да ги одбијат нападите на непријателот.